Прво место на државен надпревар за интерпретација на францускиот јазик. Прво и второ место на регионален надпревар за состав пишуван на француски. Четврто место за диктат и пласма на државните надпревари кои предстојат за новите успеси на паланечките франкофони од Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кои пак беа повод директорот да им приреди прием на талентираните ученици. Поздравувајќи ги постигнатите резултати под менторство на тимот професорки по француски јазик Сашка Младеновска, Елена Ѓоргиевска и Мимоза Величковска, директорот Миле Милковски истакна дека сите ученици кои пројавуваат афинитети кон одредени области од научно-наставен план редовно се надградуваат, стимулираат и промовираат. Еден од учениците веќе го освои првото место на национално ниво и е особена гордост на гимназијата, а неговите стапки ги следат и останатите франкофони кои ќе го представуваат училиштето на државниот надпревар, што ќе се одржи на катедрата по француски јазик на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Имаше добра конкуренција. Најзаслужно е мојата интерпретација на францускиот јазик, акцентот и глумењето. Учам и надвор од наставата, гледам серии и друго. Во главно менторите допринесуваат за тоа, но и многу ми е интересен нагласокот на француски. Што опфати твоето надпреварување? Моето надпреварување опфати диктат по француски јазик, кој ни го диктира една професорка. Те запрашало тешко ли е да се усоврши францускиот јазик до таа мера за да може диктатот да се напише безпрекорно? Прилично е тешко. Ви помагаат ли професорите, како ви помагаат? Држите ли останати активности надвор од часовите? Да, ни помагаат. Јас и надвор од наставата го усовршувам францускиот јазик. Јас сум Бојана Ивановска, учествував на надпреварот по француски јазик, регионален надпревар во Куманово, каде освоив прво место. Насловот беше францускиот јазик како адут за воиднината. Беше тешко да се твори на оваа тема? Беше малку, но долго време се подготвувавме, затоа лесно поминавме. Кажи ми, како се викаш ти, каков е твојот пласман на надпревар? Јас се викам Сања Павловска, учествував на регионалниот надпревар по француски јазик, каде што освоив второ место. Што ти беше да твориш на оваа тема? Не беше тешко, но се подготвувавме повеќе време. Се што се негува, расте и напредува, па така и љубовта кон францускиот јазик кај овие млади, кои, како што истакнаа, поддржани од своите професори успешно ја надградуваат истата, а таа љубов пак се преточува во дела со кои се гордеат сите. Дел од усвоените знаења франкофоните од средното и основните училишта од Крива Паланка ќе ги прикажат пред кривопаланчани на 7 април на свеченост организирана во рамки на деновите на франкофонијата.